Премиерот Христијан Мицкоски не гледа сериозна иницијатива кај опозицијата за предвремени парламентарни избори. И покрај тоа што Левица и ДУИ изразија подготвеност да се оди на избори во најкус можен рок, додека од СДСМ се состав дека тие нема да бидат алиби за избори. Коментирајќи ги овие позиции, Мицкоски изјави дека опозицијата тактизира за предвремени избори, а оваа влада според него има мандат од граѓаните за да продолжи со реформите и проектите. Мицкоски ја коментираше и вчерашната изјава на Филипче дека не се исти. Од она кое што можам да видам од опозицијата е бледо тактизирање кога станува збор за предвремени избори или срамежливи изјави. Но тоа е што е. Нашиот мандат како влада е 4 години, наш приоритет се граѓаните. Јас можам за прв пат да се сложам со претседателот на СДСМ дека не сме исти. Јас никогаш не би сакал да бидам ист со куклата на луѓето кои што ја уништи и ја ограбија Македонија. Ни во најлошиот сон не би сакал тоа да бидам. И точно, граѓаните може да направат разлика меѓу ова раководство на СДСМ кој што го води куклата на оние кои што ја уништи и ја ограбија Македонија и владата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Опозицијската СДСМ и денеска излезе со обвинувања дека премиерот Христијан Мицкоски очајно бара алиби за предвремени избори, која според нив го подготвува со српски и руски служби за вештачко предизвикување на меѓуетнички тензии, откако како што тврдат од СДСМ пропаднало сценариото со бугарите, кои според нив требало да му служат како алиби до крајот на мандатот. Откако пропадна тоа сценарио, сега јавноста, сакаме нова да предупредиме, ќе биде сведок на ново сценарио. Сега нема да бидат главен аргумент противник наш, односно алиби за избори бугарите, туку ќе бидат, внимавајте, албанците. Тоа сценарио не е само потребно на или за националистичката кампања на ВМРО, туку му е потребно и на Вучич. Вучич започнува со истите обвинувања, со истото сценарио, со истиот трк. Тоа е алиби кој што му го даваат руско-српските служби. Според политичките аналитичари, предвремени избори годинава не се можни, поради тоа што за последен пат ќе има 100 дена техничка влада, но оставаат простор за нивно одржување следната пролет. Како повод сметаат дека може да биде блокада на собранието, внатрешна коалицијска препирка во рамки на владеачката коалиција или некаква надворешна политичка криза, како уставни измени или притисок од ЕУ.